Срдечен поздрав до сите вас кои редовно ја гледате емисијата Фактор среќа секоја сабота на фреквенцијата на телевизија Алфа, следејќи ги разговорите на гостите во кои што тие ни откриваат како ја доживуваат и дефинираат среќата и колку истата како фактор извршила влијание во нивниот живот. И оваа сабота, последна за месецот февруари, имам гостин кој сум сигурна дека ќе го привлече и задржи вашето внимание до крајот. Препознатлив е по својот убав, топол глас, специфичната интерпретација, но и едноставноста и скромноста кои што го красат од самиот почеток на неговата кариера па до ден денес. Во моментов и на кој е во интензивни подготовки на неговиот голем солистички концерт кој што ќе се одржи на 7 март во арената Борис Трајковски во Скопје. Владко Лозановски Лозано, мој и ваш гостин денес во Фактор среќа. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Фала ти за убавите зборови. Баш позитивно ми изненади. Голем поздрав и до гледачите на емисијата, на целата екипа во Алфа. Баш ми е драго, се радувам што сум дел на ова убава прекрасна емисија. И мене ми е задоволство што ја прифати поканата, иако, како што спомена во најавата, интензивно течат подготовките за твојот предстоен голем солистички концерт и знам дека секој ден и секој час ти е навистина драгоцен, затоа што се работи за голем проект во кој што мора максимално да се вложиш и ти и твојата екипа, но сепак еве најде време и за гледачите на Фактор среќа. Во нивно и во своје име благодарам и веднаш ќе започнам со првото прашање. Лозано, што е за тебе среќа? Како ти ја дефинираш среќата? Како ја дефинирам? Па едноставно работи кои што не прават како што е дефиниран зборот среќни, весели, позитивни, она што ни буди насмевка, ведрина, нормално се тие работи кои што ја поттикнуваат, ја испровоцираат, ја провоцираат среќата. Едноставно, најчесто тоа е во најмалите, во скромните, едноставни работи кои што ни донесуваат среќа. Ете на некој начин во овој момент како една мала дефиниција можеби од моје гледиште за среќа. Со оглед на тоа дека си музичар, јасно дека музиката е еден од главните фактори среќа во твојот живот и освен музиката, сигурна сум дека има уште еден куп мали нешта кои што, како што кажуваш, да, ти измамуваат насмевка во тек на секојдневието. Како обично го започнуваш денот и што правиш за да се чувствуваш и за да бидеш среќен? Да. Па, како што и во мојата последна песна која што ја промовирав, Купи ме со насмевка, тоа е на некој начин насмевката е едно од помалите работи кои што можеби на сите би ги направиле среќни и би започнал денот позитивен. Како што кажав, малите ситни работи ме прават среќни, едноставно е првото утринско кафе кога се пие, онака во мир, во тишина, е еден од најубавите моменти кои што ми провоцираат насмевка, но морам да кажам и која ќе видам ведрината и насмевката на моето синче Марко, кога ќе го видам, тоа едноставно ми го прави денот прекрасен и исполнет. И нормално, музиката, со музика станувам, со музика си легнувам во текот на денот, конкретно баш и сега кога се припремите за концертот, неизбежно е тоа. Се прослушува нон-стоп цело време и снимките кои што ги правиме со бендот, да нема некоја мала грешка, но едноставно и тоа не прави среќни кога константно се подобруваме сите поединечно, посебно кога сите сме како една единка која што мора да се склопат тие коцки и кога би се склопиле уште сме посреќни за да на крајот финалниот производ е уште подобар. Слободно можам да кажам дека си миленик на сите генерации на публиката. Едноставно имаш некоја таква мила звезда покрај убавиот глас. Твојата песна допира до широка публика и тоа е нешто што беше евидентно, чинам, од твоето прво појавување во таа 2008 година пред
18 години. Како всушност дојде до тоа да се решиш да стапнеш на музичката сцена и да започнеш да градиш кариера? Каков беше твојот пат до музиката? Па, мојот пат едноставно не беше едноставен. Сепак беше трнлив и многу тешко дојдов до моментот за да ги направам првите мои чекори за да влезам на некој начин во естрадата. Претходно јас бев секако функционирав како локален пејач, интерпретатор, инструменталист во мојот град во Кичево. Покрај тоа нормално музицирав и во соседните градови на Кичево, дали во Битола, Македонски Брод или Прилеп. Едноставно локално луѓето ме знаеа, беа запознаени за моето дело, за Лозано, но ете, ми се пружи шанса на некој начин со оние музички талент шоа кои што беа во тој период. Се појави, го имам кажано тоа во неколку наврати, тоа е Мак Звезди во 2007, за да при крајот онаму, кога заврши шоуто во мај, па продолжи веднаш со фестивал кој што тесно беше поврзан со Мак Звезди. Генерално сите финалисти кои што беа на Мак Звезди учествува и во првиот радиски фестивал Звездена ноќ во Антички театар во Охрид. Тоа беше во јуни-јули 2008 година. Таму настапив со мојата прва песна Вратиме и мојата прва соработки со Лазар Цветковски, мојот голем пријател и продуцент. Текстот беше на Милан Миланов и едноставно се склопија коцките, победивме на тој фестивал, добивме Гранд При, Вратиме стана еден голем хит и до ден денес се уште гледам дека публиката сака, ме препознава со таа песна, константно на моите концерти настапи ја свириме и нормално и таа ќе биде интерпретирана и на концертот, големиот концерт на 7 март. Тогаш всушност профункционира факторот среќа. Факторот среќа, да. Но од тогаш, подсвесно. да, но од тогаш па ти многу одговорно, многу стабилно ја градиш својата кариера и се трудиш тие отворени карти, што во тој момент ги доби на вистина да ги искористиш на најубав можен начин. Следува неколку студиски албуми, настапи на преку 20 музички фестивали. Постојано си присутен и постојано си одсутен, би рекла. Сега кога велам одсутен, мислам на оној дел кога не се експонираш, штом си надвор од музичката сцена. Еден од ретките си што успева да направи некоја рамнотежа и на вистина приватниот живот да го чува во рамки на најблиските, а сценските настапи, музиката несебично да ја споделува со публиката. Па, едноставно, еден од факторите за среќа, да, и тоа е каде што сакам приватниот живот да си е колку што можам за мене, за себе, за да на некој начин имам мир во на приватност, зона каде што не сум Лозано, туку сум Владко, свој на своето сум и гледам тие работи едноставно поради тоа што и самиот пазар, самиот регион не ни дозволува едноставно на некој начин приватноста да се скрие, но колку што може, едноставно си го чувам за себе тоа и гледам да не ги мешам. Како што кажав, како што спомна, имав отворени карти на почетокот и едноставно не сакав да го прокоцкам тоа. Ми се пружи шанса и во природа не сум човек кој што сакам премногу да ризикувам, да се коцкам или такви работи. Едноставно, како за игра, да, во ред е тоа, но до одредена граница, нормално. Се додека е забава, онака да се човек позабави малце. И се трудев да бидам конзистентен, да се трудам да работам на мојата кариера, на нови песни. Сите песни биле анализирани долго, мислам, одреден период за да излезат во етер. Сум имал прилика и среќа и шанса да работам со
одлични музичари, професионалци и до ден денеска, фала му на Бога, поголемиот дел од моите песни се јаете и фала му на Бога и хитови. Да, навистина е таков впечатокот за тебе и во јавност и кај сите нас дека се она што имаш да го кажуваш со песна, со твојата музика, не си трчал никогаш по секоја цена да те има на гостувања, во интервјуа, на портали, во весници, туку мудро и стабилно така си работиш и си го тераш твојот пат, а оваа плодна и успешна 18 годишна кариера покажува дека навистина си направил одличен избор и навистина си го нашол вистинскиот пат да ги отвориш срцата на многобројните почитувачи на твојата работа и на твојата музика, кои впрочем и ти ќе можат да уживаат во предстојниот голем концерт. Го спомна твоето кичево, местото за кое што секогаш зборуваш со голема љубов, со голема емоција, она што е евидентно дека од кичевскиот крај потекнуваат многу наши познати и успешни музички имиња, а интересно што во Кичево никогаш не постоело нижо или средно музичко училиште, а навистина сте едно тло со многу музичка дарба. Да, па ете можам да кажам дека последниот период излегува можеби на видели на сите оние кои што се занимаваат долго време со музика и поголемиот дел се и tekako успешни во естрадата. Не знам, можеби тоа го има во воздухот или Кичево е едноставно едно место каде што се негува музиката. И многу се почитува македонската. Так, но не можам да кажам дека едноставно еден стил на музика, туку музиката, без разлика на кој стил ја слушаат и не се фокусираат само на еден слушател се фокусира само пример на фолк или на забава, едноставно ја слушаат секоја бранша на музика и све што било во како тренд или што се емитувало во тој период на македонската сцена, во Кичево доаѓало веднаш како информација и песните веднаш се изведувале на, не знам, во локалите, дали во ресторани, кафеани, па дури на свадби, без разлика дали е забавна или народна. И можеби од таму е тој, како да кажам, заоштрен звук, каде што сите луѓето од Кичево го забележуваат и го интерпретираат во јавност. Можам да ги поздравам и Калиопи и Владко Миладиновски, мојот голем пријател, кој што своевремено и бевме цимери во музичкото, во средното, во Битола. Како што кажа, да, немаме ни нижо, ни средно, но ете некако си го најдуваме својот пат и има место буквално за секого. Така е. Ти ден денеска наоѓаш време покрај сите уврски, многу често да одиш во Кичево, да ги наполниш таму батериите, да бидеш со твоите. Сигурна сум дека имаш и прекрасни спомени од детството, за кои што, верувам со задоволство, ќе проговориш и денеска во Фактор среќа. Но пред да преминеме на тие твои порани детски години, ајде да изгребеме една гребка урбан стил на државна лотарија и да видиме дали ќе имаш среќа, да. И денеска во оваа игра на среќа може. Ајде да видиме дали можеби ќе бидеш прв што ќе доби некоја поголема добивка од сите гости што досега дошле. Илјадарка. Илјадарка, ни фали уште една. Ова веќе интересно. Урбан. Станува. 10 илјадарка. Нам дофат ние, значи, една од паричните добивки. И Урбан. 202. За жал ништо конкретно денеска, но со среќата никогаш не се знае. Од државна лотарија вела таа е под прстите. Па кога ќе бидеш расположен да ги вежбаш прстите, еве ти за дома едно комплече урбан стил гребки, каде што се кријат парични добивки, но и добивка еко
мотор. Супер, фала ти. Ако има нешто, некоја добивка, одма ќе те информирам. Добриот глас далеку се слуша, така. верувам дека би биле меѓу првите што би се израдували и би дознале. Владко, ајде сега да те вратам во детството, во тие години кога уживаше во тоа безгрижно обкружување на семејството. Што беше главниот фактор извор на среќа за тебе во тоа рано детство? Можам да кажам и морам да кажам дека имав убаво детство, прекрасно детство, разиграно, позитивно, забавно. И ние живееме во населбата Карпош во Кичево. Таа е населба позади стадионот, блиску до градската болница во Кичево. Тој период Кичево беше преполн со деца, со фабриките работеа, едноставно фирмите работеа и си беше убаво градче, каде што и нашата улица беше преполна со деца. Со моите соседи буквално цело време го поминавме на улица. Одевме дома само чисто колку да се земе енергија и тоа со присила кај што не вика дојди да јадеш, Владко, па после врати се пак. Игравме со топка, си правевме скривалишта, не знам, па си имавме некои неврзани детски смеи, разговори. Константно се возевме со велосипеди, ние ги викаме бицикли таму во Кичево, па имаше период џамли или били ги викаме во Кичево, разменување на сликички, тогаш имаше порано, не знам, се збира нинџа желки, не знам, турбо сликичиња имаше, не знам, Тарзан и така натаму. Школото исто така ми беше блиску. Секогаш кога нешто фалеше во училиштето, во класот, еден бев од поблиските каде што можам да појдам дома или да земам ножици или лепак или тетратка или нешто пенкало молив. Така да имав едно одлично детство, безгрижно. Се радувавме, пример, можам да се сетам кога, ако се сеќаваш, кога оде тие авиончиња, пропелери, па фрла летоци. Летки, така. Летки, се не можам да се сетам што пишуваше на тие летки, но едноставно трчавме да ги земаме, па да кажеме дека е олку собрав, јас олку собрав. И колку летки, толку питки, така? Така, викавме, во секој случај, да, сме се радувале на едноставни работи, нешта и сите сме уживале во тие ситни детски радости и лудори. Интересно е што и твојата сестра се занимава со уметничка дејност. Да. Од кого ви е тој уметнички ген наследен? Па, не би знаел искрено, може би сите скриено во себе го имале, ама ете не го прикажале како хоби или како хоби сигурно го имале, но како главна преокупација никој немало едноставно во кој што се занимава дете директно со уметност. Да, сестра ми е лектор, лиценциран, предава на македонски јазик, пишува песни, има и на мои песни подпишано каде што е со тебе побов е денот, кога мене ќе ме немаш, заборави и така натаму. Автор е на романи, одлично црта, своевремено јас како малечок и јас добро се снајдував со цртање, но после тоа откако се задружив со инструментите, едноставно тие можеби ми беа поинтересни и на кантар ми беа или топка или инструмент. И така, на некој начин, ете, јас продолжив со музиката и супер е, тоа ме прави среќен, можам да кажам, а исто и сестра ми и сите кои што си имаат хоби, претпоставам дека ги прават среќни. Така. Кажав дека често одиш дома и го негуваш тој контакт со твоето најтесно семејство, ваша семејна слава е славата Свети Ѓорѓија и сите знаеме дека таа традиција ја почитувате многу и секогаш за 9 декември се собирате во вашиот дом да го прославите тој. Да, дефинитивно. Тој ден и празник. Таа ни е куќна слава Свети Ѓорѓија и го славиме цел живот, откако знам уште од дете. И се собираме нормално
идат роднини, пријатели. Морам да кажам дека постна слава се прави постна трпеза и поголемиот дел од кичево го слават покрај Свети Никола. Свети Ѓорѓе е еден од пославените слави. А морам да кажам во селото каде што се родом моите баба и деде покојни, Кичевска Белица, па таму има се слави селска слава Александрија, кое што можеби единственото село во Македонија кој што ја има како селска слава да е Александрија. Предпоставувам дека и тоа е едно од местата, Кичевска Белица, каде што најмногу ги полниш батериите, но и црпеш инспирација, затоа што за секој човек што твори, потребно е и инспиративна атмосфера, потребно е место кај што ќе се почувствува оној мир и спокој што е неопходен за да излезе нешто добро од внатре. Па да, кога одам во Кичево, кога одиме во Кичево, нормално неизбежно е да се појде и до Белица, која што е оддалечено на некои 14 километри од центарот на градот. Тоа е убаво едно прекрасно место кое што е помеѓу Кичево и таа линија на кај Демирхисар, помеѓу Цер и Кичево можам да кажам. Тоа е на едно 750-800 надморска височина, има убав воздух, убава природа, убава река, каде што реката Треска, каде што еден од изворите на селото е Беличка река, се влева во Треска, на големата притока на Вардар. Така да, едноставно, секое слободно време гледам да го поминам или во Кичево или во Белица. А кога се подготвува голем концерт, тогаш слободно време нема. Тоа може ќе дојде нели секако после. Го гледам само на слики вака на видео. Така, да. И бидејќи ова актуелно и еве точно една недела не дели до концертот Километри љубов, што е она што го подготвуваш и што е она што публиката ќе има можност да го слушне и да го види на овој твој голем концерт? Да, Километри љубов е насловен слоганот на концертот, големиот концерт во Борис Трајковски. Ќе има многу љубов, километри љубов, кој што се препознава со онаа песна кој што на некој начин ми е лична карта, тоа е Километри, и ќе има многу позитивна енергија. Се спремаме веќе подолго време за тој момент. Има прекрасни аранжмани, ќе имам гости инструменталисти, многу добри. Ќе има танчери кои што ги спремаат исто така одредени кореографии за самиот концерт. Тоа се танчерското студио Бах од Струга. Ќе биде едно поразлично издание од претходниот мој концерт кој што го имав во 2019 исто во Борис Трајковски, и ќе се слушнат оние нови песни кои што до ден денес сум ги испромовирал од моментот од кога бил последниот концерт, да се слушнат и публиката кој што не ме слушнала во живо, и им гарантирам прекрасна авантура, прекрасно доживување и ќе ечи македонска музика. Со оглед на тоа што арената Борис Трајковски е најголемата сцена, најголемата сала во нашава земја во која што може да настапи еден музичар, еден артист, а ти веќе имаш одржано концерт таму и знаеш какво е тоа чувство да се биде на сцена во полна сала. Какво е чувството и факторот на среќа за изведувачот? Ти сега велиш, сигурен сум дека ќе ужива публиката и јас сум сигурна дека ти и твојот тим ќе дадете се од себе присутните да уживаат, но убавото во твојата работа е што и тие што се на сцена подеднакво уживаат во концертот како и самата публика. Па најмногу го правиме тоа пред се да доживее среќа пред се публиката. А кога ќе доживее среќа публиката, едноставно и ние сме среќни и од тоа што сме го работеле има резултат.
се до тој момент додека јас не се качам на бина, тоа е една психолошка борба каде што не знаеш на што си. Едноставно има стрес, има некоја позитивна трема, притисок. Имаш ли некој ритуал? Па ритуал Пред да излезеш и да запееш. Ритуал едноставно веќе гледам да не размислувам многу на негативни работи, што би било, ако нешто не дај Боже се деси. Од типот на, не знам, да нема струја или такви моменти. Едноставно гледам да не размислувам на тоа, едноставно размислувам да си поминам пред се јас убаво, бендот, а нормално и публиката да си помене најубаво, да ги пее песните и првото станување, како што кажав, без кафето ме прави многу среќен, едноставно секој утре се разбудувам и го пијам македонското кафе. И што порано станам и нормално мора пејач да се одмори убаво, за гласните жици да се одморени и нормално само со позитивна енергија, воопшто да нема размислување ни минимално на нешто негативно и тоа е тоа. И после си почнува само од себе, почнува музиката, првиот акорд. Од првиот акорд, првиот стих веќе си свој на своето, кога гледаш дека публиката те поддржува, ги пее песните, веќе возот е тргнат. Почнува магијата и сите може да уживаат во неа. После концертот, какви се твоите планови и очекувања за оваа календарска година? Оставаш печаток дека навистина секогаш ги планираш работите однапред, дека не правиш инцидентно нешта, па еве токму затоа ја започнуваш годината со еден голем настан, со еден голем концерт и предпоставувам тоа ќе биде најава за една плодна, успешна и убава година за тебе. Да, па се надевам дека ќе биде се како што треба. Следно нешто е кое што сакавме пред концертот да го направиме, тоа беше промовирање на мојот следен албум, но ќе го пролонгираме после концертот. Веќе песните се готови, дел од песните кои што се веќе во етер, едноставно ќе се вклучат во игра во самиот албум и ќе се направи една целина убава и каде што ќе се соберат во еден целосен албум. Тоа е едно што е следно и нормално не очекува многу концерти во текот на летото. Имаме многу најави и веќе при крај закажани турнеи надвор од Македонија, а тоа се низ Европа, Австралија, Америка. Не само ова 2026, туку и за 2027 година, па може би ќе се случат и некои поголеми концерти во текот на летото, каде што се неголемиот број на туристи, како што се Охрид, Битола и така натаму. Тоа значи дека те очекуваат уште многу километри музика и љубов и во оваа година во која што сме тазе зачекорени. Владко, уживав во разговорот со тебе, верувам и нашите гледачи. Ти благодарам уште една за гостувањето, ти посакувам одличен концерт на 7 март во арената. Борис Рајковски, ќе бидеме таму да ги пееме заедно со тебе твоите убави песни и твоите хитови, а факторот среќа нека те следи во сите твои нови остварувања и активности. Уживав и јас во емисијата, во присуството твое и да се гледаме само зубаво. Нека биде така. Еве со оваа убава порака и со овој убав разговор со Лозано го заокружуваме денешното дружење, последно за овој месец. Јас ќе ви посакам да слушате македонска музика, да уживате во песните на нашите музички уметници, да имате убава вечер и се разбира да не заборавите и следната сабота да бидете на истото место и во истото време, затоа што ќе ве очекува уште еден пријатен разговор, уште еден нов гостин и уште едно издание на Фактор среќа поддржано од Државна лотарија. Добра ноќ.